Сдруженијето на приватни матични гинеколози бара да се направат измени во правилникот за работа со пациентки и да се дефинираат кои услуги се во рамките на капитацијата, што се исплаќа од страна на фондот. Тие објаснуваат дека треба да се следи технолошкиот прогрес во делот на прегледите. Недефинирани се стандардите за број на потребни прегледи, индикациите за прегледи. Прегледи има многу на барање на пациентките, надвор од стандардите. Медиумска промоција постои на бесплатни се сите прегледи кај матични гинеколози и слично. Оваа правна и договорна нејаснотија со години создава различни толкувања и ја става одговорноста неправедно врз лекарите кои работат согласно постоечкиот договор и во интерес на здравието на пациентите. Нашето барање е конкретно кон Министерството и кон фондот да ги дефинираат тие сет на услуги. Значи, тоа е нивната задача. Зашто ние сега работиме во еден хаос, како да ви објаснам. Тоа што ПАПот е, значи, Министерството за здравство го донесе на 3 години, тоа не е наша, мислам, одлука, измислица, дали ние се согласуваме со тоа или не, тука не можеме да реагираме. Барањата на Сдруженијето на приватните матични гинеколози беа кажани пред Министерството за здравство, каде побараа средба со министерот Алију и со директорот на Фондот за здравство Клековски. ФЗОН во декември направи контрола во ординациите на приватните матични гинеколози и утврдија дека дел од нив неправилно наплаќале услуги кои не требало да се наплаќаат. Од Сдруженијето потенцираа за да нема вакви состојби треба да се дефинираат услугите. Матичните гинеколози добија 33% зголемување на капитацијата.